По полноќ, половина Штип остана без вода од системот на јавното предпријатие ИСАР, откако пукна главната водоводна артерија линија 1. Мобилните екипи на предпријатието проблемот го лоцираа веднаш и со работа се започна во ноќните часови. По пријава на вработените од филтер станица, некаде околу 23 часот е лоциран дефект од нова локација која што се наоѓаме сега. Станал збор за профил 630. Екипите на работна единица водата и канализација веднаш пристапија кон санирање на истиот и во текот на цела вечер макотрпно работеа и некаде околу 8 часот наутро е саниран дефект. Отстранувањето на големиот дефект траеше 10 часа, пошто водоснабдувањето беше нормализирано. Од 10 часовна работа на екипите на водата и канализација е отстранен дефектот некаде околу 8 часот наутро. Во текот на денот ќе се очекуваме нормализирање на водоснабдувањето на општина Штип. Поради сложеноста на интервенцијата во наредните 24 часа, водата во Штип ќе биде само за техничка употреба. Поради прилагодување на параметрите на СКАДА, системот во делот на хлорирање на водата, ги известуваме граѓаните на општина Штип дека наредниот период до наше следно известување, водата од дистрибутивниот систем не треба да се користи за пиење и готвење, и истата да се користи само за техничка употреба. Информираат од јавното предпријатие ИСАР. Со последната хаварија се покаже уште еднаш дека линија 1 е веројатно најчувствителното место во водоводниот систем на Штип. Бидејќи проблеми тука има често, а последиците се големи. Може ли ова да се надмине? Сметам дека овој проблем ќе се надмине во иднина со чести контроли, со често следење на состојбата на водоснабдителниот систем, но и како и реконструкција на иста линија со поквалитетни цевки. Реакцијата на ИСАР, без оглед што се работеше во ноќните часови, овој пат беше брза и ефикасна. Па граѓаните и безмалку не ја почувствуваа тежината на проблемот.